Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе зборуваме за одржаните септемвриски извиднички средби во Кичево, а ќе стане збор и за шестиот поред офроуд убавините на Бистра. Ве поканувам да останете до крајот на оваа емисија Акцент, почитувани гледачи, бидејќи ќе зборуваме и за еден од старите занаети за казанџиството, а ќе зборуваме со единствениот казанџија во Кичево и во Западна Македонија, господинот Коста Галимановски. Акцент започнува. Следете не. По повод 73 години Слободно Кичево, традиционално секоја година, извидничкиот одред Мирко Милевски од Кичево организира септемвриски извиднички средби. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, разговарам со господинот Милутин Тозовски, началник на акција во извидничкиот одред Мирко Милевски, односно началник на акција токму за оваа манифестација. Господине Тозовски, може ли еве да ни кажете кои се учесници учествуваа во годинешните септемвриски извиднички средби и на кој начин се одвиваа сите активности изминативе 3 дена? Имаше извидници од Струга, Скопје, Прилеп, Охрид, така, и имаше околу 85 учесници, плюс 10 волонтери што помагаат да се одржи оваа манифестација. Помага да го средиме шанкот за продавање на сокови и грицки, помага за средување на огништето и така. За извидниците има задачи да постават шатор во најбрз можен рок, да биде поставен шаторот правилно и точно. Има да решаваат задачи, од кои има да нацртаат панорамска скица, има семафор, тоа е сигнализација со помош на знамења, има стрелаштво во кое секој од екипата имаше да пукат по 3 пати во мета од над 10 метри. Тоа беше доста успешно. Има јазли да врзуваат. Може ли еве господине Тозовски да проговориме нешто и околу оние активности кои што вие ги споменавте се одвива 3 дена, петок, сабота и недела овде во Кичево? Дали овие активности беа токму на ова место во каде што се наоѓа вашето седиште на извидничкиот одред Мирко Милевски, или можеби одевте и некаде во природа или на други места околу Кичево? Епа вака сега, извидниците се делат на постари извидници и помлади извидници. Помладите извидници има низ градот Кичево да поминат стаза, а постарите извидници има малце и надвор од градот. И во текот на стазата има точки на кои треба да извршат, да решат тест или такви слични работи, сигнализација. А кај помладите извидници има да нацртаат итинерер, скица на простор, панорамска скица и такви работи. Ке постарите имаше, уствари кај постарите немаше стрелаштво како кај помладите извидници. И видов, односно бевме сведоци и на доделување на медали, на пехари, награди и така натаму. Може ли еве да ни кажете во каква конкуренција се доделија тие награди и кој ги освои првите места? Првите места ги освоија извидниците од што
волонтира во извидничкиот центар Охрид во последниве 3 месеци. А тоа е за постари извидници, а за помлади извидници ги освоија извидниците од ИПО Јадран. Уствари, ја од извидниците од ИПО Јадран освоија прво и второ место за помлади извидници, а прво и второ место уствари ИЦО, извиднички центар Охрид, освоја прво место, а второ место освоја Галеб. Да проговориме нешто и околу самите активности на извидничкиот одред Мирко Милевски од Кичево. Ова секако е еден настан кој што видно е, може да се каже, од сите граѓани посетен овде во Кичево и интересен за сите. Може ли да откриеме доколку имате во план некои други активности до крајот на оваа година? Што е во план наредно како активност на вашиот извиднички одред? Наредно немаме активности така со собирање на други извидници од градови, но имаме состаноци на кои ги учиме помладите извидници и постарите извидници нормално да има извиднички работи што треба да се научат. Во рамките на септемвриските извиднички игри овде во Кичево, во организација на извидничкиот одред Мирко Милевски, имам еден мој гостин кој што во екипна конкуренција го имаат освоено првото место на категорија извидници. Доаѓате од Скопје, може да ни се представите? Јас сум Драган Андреевски, доаѓам од извидничкиот одред Браќа Миладиновци од Скопје. И во извидници сум 6-та година сега и често учествувам на вакви активности. Така, што всушност значи овој добиен пехар за прво место? Што имавте како надпревар во овие септемвриски денови? Се надпреварувавме во ориентација, имаше профил на терен, скица на контролна точка, семафор, сигнализација и еден куп други активности. Така, колку членови сте во екипата која што го представува вашиот извиднички одред овде во Кичево? Екипата ни брои 4 члена, а општо во одредот сме околу 40 на души. Честитам на освоеното прво место и се надевам дека и до година ќе бидете учесници. Да, секако. Разговорот околу активностите на извидничкиот одред Мирко Милевски од Кичево го продолжувам со господинот Бобан Стојановски, старешина на акцијата која што беше изминатите 3 дена овде во Кичево. Господин Стојановски, успешно помина и оваа година помина септемвриските извиднички средби овде во Кичево. Навистина беше прекрасно да се учествува. Имавте многу учесници. Ајде да проговориме нешто околу другите активности на вашиот извиднички одред. Еве што досега, освен оваа голема акција која што ја имавте 3 дена во Кичево, што претходно оваа 2016 година имавте како ваши активности? Па еве да почнеме со неколку други активности што беа проследени од како видот на проекти кои беа реализирани на водопатите над село Добрановец. Таму маркиравме патека, обележавме со патни знаци и наместивме на некои места видиковци и слични патни знаци како што на пример надморски висини и слично. Тоа не беше една активност, имавме повеќе активности каде што учествувавме на разни видови на кампови со французи, со белгијци, во Охрид, во Скопје имавме неколку исти така кампови за чисто за дружење, за познавање меѓу различни култури, различни луѓе. Имавме и неколку активности кои беа овде во одредов, изградба на една од објектите до нашиот одред, моментално се користеше како за шанк, кај што се продава благи, пијалоци, работи, јадење и храна и слично. Имаа па активности каде што прибиравме нови членови. Тоа беше сега брзо пред некои 2 недели така. Доста млади членови ни се приклучија на извидничкиот одред, кои ќе формираат нови патроли, ќе почнат со работа со извидничката година. Извидничкава година ни почнува од септември, како исто воедно со училишната година.
Така, очигледно им скоро секој месец сте нели активни, имате своји активности. Ако беа овие активности тие што претходеа на овој настан, ајде да видиме што после овој настан. Имавте гости од повеќе градови, имаше овде и надпреварувачки карактер во овие средби. Дали вие како извиднички одред Мирко Милевски Кичево во наредниот период може да очекуваме вие некаде да присуствувате на некој надпревари и да ве очекуваме со некој пехар? Па да, сега се спремаме активно за државниот извинички ориентационен надпревар, кој ќе одржи во Свети Николе на крајот на октомври. Таму планираме да испратиме 2 екипи. Се надеваме дека ќе се вратиме со големи успеси. Останува да видиме. Сигурно ќе ве очекуваме со пехари со некоја медаља, се разбира во рамките на вашите можности, а тие сигурно не се мали. Благодарам што одвои време да бидеш дел од емисијата Акцент на Мега телевизија. Ви посакувам успех како извиднички одред и понатаму и секако се она што ќе биде актуелно и се она што како активност ќе го имате, добре дојдени сте во емисијата Акцент да го презентираме пред нашите гледачи. Ви благодарам и вас. По шести пат изминатиот викенд на живописната планина Бистра се одржа офроуд убавините на Бистра во организација на автомотоклубот Убавините на Бистра од Кичево. Оваа година учествува околу 400 учесници од Македонија, Србија и Бугарија со околу 200 джипови и 50 на мотори, а според организаторите оваа година ова е најголем собир на теренски возила и на мотоцикли во 6-годишното одржување на оваа манифестација. 7 часот наутро, почитувани гледачи на емисијата Акцент, ние ова утро се наоѓаме во Кичево, каде што веќе се е спремно за започнување на офроуд Убавините на Бистра. Веднаш до мене е председателот на офроуд клубот Убавините на Бистра, господинот Оливер Андрески. По кој пат, господине Андрески, се одвива оваа година офроуд Убавините на Бистра и дали е се спремно? Да, офроуд Убавините на Бистра се одвиват по шести пат годинава, веќе традиционално. Колку учесници ќе имаме оваа година и со какви возила? Со теренски возила 4x4, учесници прилика би требало да имат околу 150 джипови, 20 до 30 моторцикли, кои се запознаени со тој дел на природата. Учесниците дали се од Кичево или имаме и од други градови? Значи, учесниците се пошироко од цела наша држава Македонија и би требало да имат и надвор од, се очекуваат бројка и од Србија и од Бугарија. Која ќе биде рутата по која што ќе се движите? Знам дека на Бистра ќе има повеќе задржување, нели? Меѓутоа, која е самата рута на движење на овие теренски возила? Значи, рутата е претежно неасфалтиран дел. Има дел што е асфалтиран до селото Извор, Лопушник, према јама Лопушник, Кочо Рацин горе Лопушник. Префрламе преку Бистра, Раштанец, Арапкула, Речиште и Кичево. Дали е ова само од ревијален карактер или можеби има и надпреварувачки дел во некој дел од самата рута или можеби организирано некои моменти каде што ќе има и наградени учесници? Да, ова е ревијарен делов, че имат еден дел кај што авантуристички малце кои сакат да пробат пример. Тоа е дел само за тие учесници што се спремни за тој дел да пробат, да поминат. Рековме по шести пат ми спомена голем број на учесници. Дали оваа година можеби се очекува и најголем број во споредба со минатите години да имаме учесници? Значи лани беше околу 210 возила, годинава се очекува пак прилика тука негде да бидат. Значи сепак се очекува голема број. Да, сепак се очекуваат голема бројка. Господинот Сашо Павлевски, еден од организаторите на офроуд Убавините на Бистра 2016 година, е мој следен соговорник во Акцент. Господине Павлевски, вие сте, чинам, секоја година дел од оваа организација. Кажете ми, еве, во кој дел сте вие точно вклучени, што ќе има денес на самата рута на офроуд? Пред се добро утро и добре дојдоа сите учесници на оваа денешна джип турнеја, која се организира по шести пат во Кичево, традиционално. Денеска ќе се вози на маршрута Кичево, Извор, Лопушник, Дестан, Бачилото горе што е Бистра,
Раштанец, слагаме речиште, имаме малце возење некое си, малце адреналино да се подкренет. Ќе имат доста учесници, преку 200 возила ќе имат. Значи тука ќе се задржиме повеќе време по речиште, тука ќе видите исто и ручекот, дружење едно ќе се направите, тоа ќе видите за дента. После се растураме. Така, ова е 6-та година, рековме, од овој офроуд. Каков е интересот? Веројатно, секоја година е се повеќе и повеќе постои интерес за учесници од сите градови од државата. Да, секоја година се повеќе и повеќе се учесници, затоа што имаме прекрасна природа, бистра и убава планина. Менјаваме скоро секоја година, искористуваме други рути, возење, едно друго. Дополнително даваме организација нешто да се дешава, да се случува, за да биде се поинтересно. Како и да е, убавините на Бистра си се навистина убавини. Ако овде котлината наша кичевска ова утро е со магла, горе ќе имате сигурно прекрасно време за уживање и за возење. Да, горе ќе биде супер, прекрасно време, сонце ќе имат. Кој ќе биде горе ќе ужива, прекрасно. Учесниците уште од 7 часот утрото беа спремни со своите возила за планинската патека на Бистра долга над 80 километри, а од организаторите за сите беа обезбедени сендвичи за појадок, војничко гравче за ручек и мајица со логото на турнејата. На овогодинешниот офроуд убавините на Бистра имаме учесници од повеќе градови од нашата земја. Од Тетово имаме еден учесник, ќе ве замолам да се представите и со какво возило ќе учествувате ова година. Се викам Драган Симовски, веќе втор пат сум на оваа турнеја, а возам Nissan Terrano 3.0, последниот модел. Така, што за вас еве значи ова? Сигурно адреналинот овој ден ќе ви биде малку повисок на сите учесници. Може ли еве да ни кажете како се чувствувате во една ваква турнеја, джип турнеја, како да ја наречеме офроуд? Прекрасно, прекрасно, затоа што членовите на клубот Убавините на Бистра го прават со цел ентузијазам, значи со многу голем ентузијазам. И таа енергија се пренесува на сите учесници. Така да годинава има околу 150 джипови, разбрав, пријавени, негде 50 на мотори, така да ќе ја преплавиме Бистра во разни бои. А дружењето и чувството кое што ќе доживееме горе е уникатно. Така да би препорачал на сите што имаат можност да дојдат и да бидат дел од оваа манифестација. Еве за годинава, ако промашија, тогаш до година нека мислат на време. Има ли можеби еве некоја случка која што може да ја споделиме со нашите гледачи, дали е лично ваше или можеби сте биле сведок на некоја таква случка, на вакви, да речеме, офроуд, дали е на Бистра или можеби на друго место, што е интересно да се сподели? Па да, еве најдобра е случката овде кај што мене ме воодушевува кога возиме по река. И баш таму има еден многу добар дел каде што и е ручекот всушност и паузата, каде што има и малку повише екстремно него ли на другите места. Така да тој дел би го споделил со вас, се оди по трава, се влегува низ шума, гробот кај што е на Кочорацин, таму исто тој дел најгоре, највисоко кај што се бачилата. Многу, наистина многу случаи има. Ви благодарам што одвоивте време и ви посакувам убав и пријатен ден и интересен, се разбира. Ви благодарим на вас. Стотици джипови и мотори ова утро веќе се тука на своите места да започне, очекуваме во секој момент, офроуд Бистра, убавините на Бистра за 2016 година. Јовановски Ѓоко од Кичево е еден од учесниците што ќе вози мотор на овој офроуд. Ѓоко, кажи ми каков мотор ќе возиш и дали е ова твое прво учество? Па, добро утро прво на сите. Значи не е ова прво учество мое, по 6-ти пат учествувам на ова мотор турнеја по Бистра. Значи јас возам Suzuki DR650, малку потежок мотор за овие стази. Мада добро, се снаоѓаме дека. Ѓоко, ти беше делот и од оној тим кој што ја спремаше самата патека, самата рута каде што ќе поминувате денес преку целиот ден. Кажи ми нешто околу самата патека, дали имаме некои делови што се навистина тешки за возење и што се ќе поминете овој ден? Па да, прошлата недела, значи ја бележевме рутата по која ќе се движиме денес. И истата, значи
Јас премивне за денешниот ден така да можат сите учесници да ја поминат, пошто имаме возило од секаков вид, значи и теренци и SUV возила кои не се доста спремни за терен, така да значи да можат сите учесници безбедно да ја поминат патеката. Ќе има некои така малку позахтевни да речеме места кај што ќе биде малку потешко, ама да се надевам дека сите безбедно ќе поминат патеката. Кажа дека по шести пат учествуваш, шести пат фактички се организира нели овој офроуд, значи си учесник секоја година, редовен учесник. Што би им порачал на оние кои што еве досега не се вклучени на оваа манифестација која што традиционално еве по шести пат веќе се организира, без разлика дали се од Кичево или од другите градови, би ги поканиле еве нели наредната година да земат учество? Па секако, нормално, дека значи стварно имаме прекрасни места во Македонија кај што многу голем дел од луѓето не ни биле, ни пак знаат дека постојат. Така да би ги поканил наредната година, ако не годинава, значи да земат учество, значи да ви проследат убавините на Бистра и така. Цане Кузмановски, еден од учесниците на офроуд убавините на Бистра од Битола е веднаш до мене. Цане, сигурно е голема честа да се присуствува на еден ваков офроуд и да се видат навистина убавините на Бистра. Да. Го очекуваме долго време ова. Дали сте за прв пат на овој офроуд? Офроуд, да, на овој. На Кичево бевме прошлиот пат, на Демихисар бевме. Имаме одено во Србија, а овде прв пат. Со какво возило ќе возите овде? Нисам патрол. Ја познавате ли рутата која е? Не. Сигурно очекувате и многу интересни моменти. Да, моменти што очекуваме многу. Посакувам убаво и прекрасно возење. Фала многу. Имаме учесници од многу градови од нашата држава во овогодинешниот офроуд убавините на Бистра. Јовица Јачев, учесник од Скопје. Господине Јачев, со какво возило вие ќе учествувате на овој офроуд и дали сте за прв пат? Па не сме за прв пат, ние учествуваме веќе неколку пати. Учествувавме на Галичица, на Крива Паланка, на Караджица, Демир Хисар сега исто учествувавме. На Бистра сте прв пат или сте учествували? На Бистра сме прв пат сега, мислам да ваѓаме. Па ќе видиме што изненадувања не очекуваат. Сигурно, еве, напоменавте голем број на офроуд тури што сте ги имале до сега каде што сте возеле. Сигурно се имаат случувано многу интересни работи во тие ваши возења. Може ли еве да се подсетиме, да ни посочите некоја таква интересна случка, дали може би вас што ви се случила или на некој ваш колега да има интересно возење, да заглавите некаде, па се случували и такви моменти, мислам, али пред се најдобри моменти се овие кога застануваме, кога правиме пауза и кога има посебно, мислам, некои така атракции за возење на брда, мислам на вокал, во долови и така. Сепак немало нешто посебно така да има. Проблеми сме немале, мислам, сето тоа било за атракција, за изведување повеќе. Најавите за временската прогноза денес се одлични, очекуваме сонце после утринската магла и се надевам дека таму високо на Бистра е прекрасно време за возење и сигурно дека ќе имате убав ден. Па се надеваме и ние дека ќе биде прекрасно оваа забава и ова учество во овој офроуд за оваа година. Джип турнејата беше заокружена со враќање на учесниците во Кичево, каде што следуваше дефиле по градските улици и доделување благодарници на сите екипи што учествувале на овогодинешниот офроуд. Од многуте занаети кои што обстојувале во Република Македонија и секако во градот Кичево, многу од нив речиси и да ги нема. Коста Галимановски, човек кој што долги години се занимава со казанџиство. Еден од занаетите кој што, иако е во изумирање, сепак обстојува. Не само во Кичево, туку и во Западна Македонија, единствен што се занимава со овој занает. Коста Галимановски, ексклузивно во емисијата Акцент. Господине Галимановски, навистина во денешно време
представува чест можеби да се биде дел од еден занает кој што отсликува еден тип, можам да речам, на живеење, една форма на живеење или една форма на работа. Казанџиството можеби денес ретко кој го работи, меѓутоа сигурно дека со овој занает произлегуваат многу производи од кои што може корист да имаат и оние граѓани кои што го живеат денешното време. Ајде да видиме колку време вас ви требаше да се влюбите во овој занает, колку време вие сте вклучен во овој занает и како дојде токму да се занимавате со овој вид на занает, со казанџиството. Тешко прашање. Јас израснав со овој занает. Овде, од кога памтам за себе, сум тука. Дедо ми го имаше, го работеше овој занает, татко ми го работеше овој занает. Јас го наследив едноставно. На почетокот тука доаѓав. Се работе, тие работеа, јас гледав. Она што требаше да се донесе в дуќан, тоа све јас го работев. После, како поминуваше времето, навлегов во тајните на занаетот, навлегов во тајните на обработката на металот и така. Дуќанот е истиот како што си беше и порано, сакав да ја задржам традицијата. Во меѓувреме, како поминуваше времето, дипломирав на факултет. И покрај тоа што дипломирав на факултет, некако ми дојде, како да ви кажам, како вентил во животот. Ме потсеќаше на детството, го познавам во детали занаетот, почнав да произведувам некои нови работи што се во денешницата корисни, или почнав да произведувам и сувенири и така натака. Кога го познавате нештото, кога, како да кажам, сте израснале со нештото, ви е многу лесно да направите нешто. Плюс, некако, овде во чаршијата постои една, како да кажам, еден вирус, кога тој вирус го имате во себе, од дете, да дојдете тука, да се видите со некој, да го одработите она што во последно време многу помалку го има, тогаш ви преминува во крвта тоа. И тоа некако ми остана, тоа ме задржа тука, затоа што од овај занает ја из факултет завршив на времето, кога имаше, вистина, кога можеше да се екзистира со овај занает. Од овај занает и се оженив, и деца на почетокот, ама сега последно време современиот начин на живот си го зеде својот данок и овај занает више спаѓа во не во занаети за изумирање, него веќе изумрени занаети. Далеку поредко од порано има побарувачка на котлиња, на ѓунчиња, на казани и слично. Порано се произведуваа тука многу производи и имаше количина на производство. Сега нема што количина, сега, како да кажам, се ова е повеќе некако од хоби, од љубов некако. Да дојдете тука, некако се подсетите на нештото, ако има нешто да го одработите нештото, ама се е тоа некако ситно, мало и така натака. Споменавте дека навистина е многу поинако од тие претходни времиња. Ајде да направиме таква една споредба. Денеска живееме во еден свет на развиена технологија, каде што многу работи не зависат само од човечката рака. Што тогаш од вас беше побарувачка во тие поранешни времиња, кога и самите велите дека сте имале поголема побарувачка, а што денес вашите муштери, така да ги наречеме, барат? Дали можеби сега преовладува производот кој што ќе го пласирате до луѓето што го бараат тоа од вас, дали е тоа за можеби сувенир,
за украс во својот дом или го бараат како нешто практично што ќе им користи во домашните нивни потреби? Па една ретроспектива ако направиме што порано се произведуваше, тоа беа тепси, ѓумчиња, котлиња и други производи што се за домашна употреба. Тоа све претежно одеше на калајлисување за домашна употреба, дали се употребува за питулици, дали се употребува за не знам, за риби, пржење, тави, казани за ракија и така натака. Во денешно време модерниот начин на живот ги замени тавчињата, ги замени ѓумчињата, ги замени котлињата, замени све едноставно и ретко кој ги употребува, да речеме, тие поранешните што се, но има одредени луѓе што го сакаат тој вкус, затоа што калајлисаното нешто што е, да речеме, поготово бакарен предмет, некој калајлисан, има многу специфичен вкус. Мислам, на повозрастните им е попознат тој вкус, затоа што со тие садови тие растеле. И сега, претежно, повозрастните сакаат нешто да обноват, сакаат да реконструираат некој дел, дали да го чуваат за украс или да го имаат како употребен предмет дома. Ама во секој случај, во поранешниот начин на живот, многу биле поприсутни некако овие производи што биле за дома, а денес ѓумчињата, не знам, многу ретко се употребуваат. Порано биле користени за топла вода и нон-стоп стоеле на шпоред. Сега тоа го нема. Другите котлињата што се и така натака, све е тоа заменето со рерна, заменети се со некакви други садови и се поретко и поретко ги има тука. Единствено можете да ги видите по викендиците или некаде на камп, кои ќе отидат на кампување. Тама можат за ќеф, за мерак да си направат, да речеме, гравче со ребра и така натака. Сега да не набројувам риблја чорба. И едноставно со самиот начин на живот, брз начин на живот, се смени многу овде во Дуќанов. Овде е многу тешко да седите и ништо да не работите. Некако ви е све глуво. За да го надминам некој период, ајде реков ќе почнам нешто да работам нешто друго. Почнав да правам бакарни слики, рачунајќи дека барем од тоа нешто ќе има нешто. Почнав да правам бакарни диктунзи за коли, трактори, камиони, багери. Ама и тоа некако слабо, некако рачна работа кога правите нешто, затоа што тука освен чекан и не знам некој основен алат, нема друг алат, нема машина тука. Ама се што ќе се направи тука е нешто од типот на долгогодишна употреба. Овде, например, се произведуваат, пример, ќе ги видите после нитни бакарни што се, ти има 30 години гаранција. Нема шанси тоа да пушти. Или да е котле, ѓумче, седно. За куќа ги земаат како сувенири. Намената е за куќа кога ги земаат, колку што ќе трае бакарот, да трае и куќата или дете седно. Бакарот не знам колку има рок на траење. Мислам дека овде, како што гледам дека носат од некогаш работи, што им ги купиле на повозрастни луѓе, па и 70-80 години сигурно имаат употреба, а кога биле купени и тие не знаат. Значи, трајноста на нештото што го наменувате да биде како што е трајноста на бакарот. Оно што се купува тука за станови, мислам, кога се вселуваат и така натака, и тоа е малку, и тоа се е нешто мало. Порано се купува за станови, се купуваат тепси, се купуваат котлиња поголеми. Символиката е да се полни во станот нешто, за некако за благосостојба и така натака. Ама сега све е тоа некако, све е тоа мало. Ако може да сублимирам од она што досега го слушнав,
На вистина, иако еве со големи сили се трудите овој занаед да опстои и понатаму и да допре до сите жители, до сите граѓани што се заинтересирани за вакво производство, да има интерес да се користат овие производи од овој занаед. Сакам да ве прашам, дали можеби еве сте се обиделе или можеби имате идеја, како што рековте дека сте почнале еве и некои други производи веќе да ги произведувате што порано не излегувале од вашата работилница, дали можеби еве сте размислувале да направите нешто што би одело во форма на изложба, во форма на едно представување на производите од казанџиството, затоа што можеби на тој начин повеќе ќе се медиумски, па и самите граѓани ќе се, можеби повеќе ќе се заинтересираат да видат што точно од вашата рака може да произлезе. Дали еве може да очекуваме нешто такво во иднина од ваша страна, бидејќи рековме на почетокот не само во Кичево, во цела Западна Македонија, можеби и во целата држава немаме друг кој што го работи овој занаед. Вие ме погодивте во нешто што веќе 3 години размислувам да го направам. Во една прилика на телевизија гледав од античка Македонија, ги гледав штитовите. И во Скопје на плоштад ги гледав како се, мислам и големината и изработката. Имав прилика во археолошкиот музеј да видам еден штит од бонче и дојдов на идеја, и така тука нема многу работа, и дојдов на идеја да направам изложба на штитови. Значи, таа изложба на штитови во догледно време ќе биде реализирана и ќе има отприлика од 15 до 20 штитови. Према она што го гледа во археолошки музеј, штитот беше пречник 72 сантиметри. И овој ќе биде што ќе го направам 72, ама ќе биде 7,5 до 8 кила тежок, ќе биде бакарен. И не само тој, ќе бидат сите бакарни, само ова ми е карактеристичен, некако тој ја карактеризира Македонија, затоа. И мислам дека ќе биде многу интересно тоа да се гледа. Тоа некако ви доаѓа, како да кажам, од вас. Сакам да го направам ова, да му давам некој печат, затоа што тоа е наше, не карактеризира нас. И едноставно имате чувство дека се осеќате исполнето некако со тоа. Тука ќе има сигурно 6-7 штитови што се од, дали е тоа фалангата, дали е од Филип, дали е од Александар. Тука поминале крстоносците, тука биле римјаните, тука биле во крстоносните војни што поминувале сите оние војски. И мислам дека тоа некако ќе биде некако врв на ова што јас досега го научив од обликување на бакарот и така натака. И се надевам дека тоа ќе биде една можност некако да ја представиме Македонија во автентично светло и дека ќе можеме да му представиме некому дека постоиме од некогаш. Како овој занат што постои од некогаш, некако тука јас сум се навраќам повеќе на овие поранешни изработки и така натака. Се надевам дека во иднина, кога ќе биде целото тоа склопено, кога ќе биде направено како што треба, мислам сигурно ќе ве повикам вас да го видите она како изгледало во една, како изгледало порано нештото, а во меѓувреме кога тоа ќе се изработува, ќе ве повикам да видите како тоа се изработува рачно целото. И мислам дека ќе биде едно впечатливо нешто од Македонија. Од типот на Made in Macedonија, што беше порано. Во овој занаед се користеле најразлични чекани во поранешно време, се користат и сега. Имате ова е чекан што се користи за виткање или кутлење, стручно кажано, на занаетот, на материјалот. Ова е чекан што можете да направите ѓумче.
Ова е сличен на него, само помал, во зависност од обликот на ѓумчето, така и се обликува. Овој чекан има карактеристичен облик, исто се користи за ѓумчиња, за специфични облици и се нарекува штрк. Ова е најредок чекан од сите до сега што се. Овие се ножиците со кои од некогаш тука се работело и со овие ножици можете да пресечете, ама баш што сакате. Во исто време сечат материјал од типот на онај материјал што го работиме, можете да пресечете ако посакате, можете да пресечете и хартија. Овие се ножици што многу ретко кои ножици во денешницата може да пресечат гума. Истите ножици сечат што ќе посакате и тоа била мајсторијата на поранешните мајстори која за жал денес не можете да ја најдете. Можете да ја исечете и гумата. Тоа е најкарактеристично што таков е и обликот, а со стручна рака ќе ја исечете без проблем. Господин Галимановски, кога занаетите беа во полн ек во минатото, и казанџиството и другите занаети, навистина беше предизвик и чест да се работи некој од занаетите, бидејќи и добро се живеело од самите занаети. Слушајќи ве, сигурно предпоставувам дека денес од занает, од казанџиство не може да се живее. Ако порано можело и цело семејство да се гледа, и куќа да се направи, и се што треба за семејството да екзистира нормално, денес тешко дека е тоа можно. Знам дека со голема љубов го работите ова и затоа обстојувате се уште да го чувате овој занает. За крај на нашата денешна средба сакам да упатите на порака што каде го гледате занаетот, еве да речеме во наредните 5 или 10 години. Што вие би препорачале? Дали може би не гледам тука некој со вас заедно да работи, дали сте во план некому да му го предадете занаетот, после вас некој друг да продолжи? Јас сакам вака, во наредните 5 до 10 години сигурно ја ќе го продолжам ова. Не 5 до 10, него ја ќе го продолжам додека сум жив. Со намера сум да го научам син ми за да го продолжи овој занает. Не мора да му биде професија. Сакам да го знае нештото. Ова е од некогаш занаетот. Јас сум 6-та генерација во фамилија што јас знам дека го работам овој занает, ама сакам и син ми да го продолжи нештото, затоа што не знам какви времиња доаѓаат, не верувам дека некој знае какви времиња доаѓаат, ама сепак нека го знае нештото. Која и професија да си ја има, како професија, пошто денес сами ја бирате професијата, ама сакам да го знае ова, сакам да му го пренесам нештото и да продолжи со нештото. Ако не друго, да речеме, се изработуваат големи предмети, нека изработува она што нему му е по ќеф, по мерак, ама сепак да остане нештото. Затоа што ова екзистирало некогаш, низ генерации, јас сум 6-та, тој ќе биде 7-та, треба да остане. Ова нешто е карактеристично овде. Мислам дека не треба да изумре. Што се однесува до порака, до гледачите, едно нешто би сакал да им пренесам. Оние што имаат можност да научат како млади, како повозрасни, имаат можност да научат она што од нивните дедовци, татковци го работеле. Не е на одмет да нештото го продолжат. Ако се во можност, нека го продолжат. Ако не, нека најдат можност да му го пренесат на некои други за да останат тие занаети како автентични занаети. Може би утре државата ќе стави рака и ќе ги подкрепи тие занаети. Тоа не го знаеме, но
Ако тоа се случи, а немаат луѓето занае, тој више изумрел, тоа нема више кој да го наследи. Занаетите што овде екзистирале не смеат, према мене, не би требало да изумрат. Тоа ги карактеризирало повозрастните луѓе наши, тоа не карактеризира и нас. Ние сме потекнати од тоа. Ние израснавме со тоа и од тоа. Се надевам, почитувани гледачи, дека и со ова издание на Акцент го задржавме вашето внимание. Ако е тоа така, ве поканувам да не следите и наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.